Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. Оваа емисија разбирливо е речиси целата посветена на настаните кои се однесуваат на специјалното јавно обвинителство на новите случаи кои ги покрена тимот на Катица Јанева. Денеска тимот на обвинителството излезе со најновиот случај наречен Тврдина, во кој се обвинети низа високи функционери во Министерството за внатрешни работи за уништување на опремата за прислушување, која била набавена претходно за потребите на Министерството. Почнуваме со самата вест, првин да ја видиме. Еве една објава, да речеме, од многуте. Ова е на порталот Фокус и на неделниот вестник. Јанкуловска и Груевски уништиле системи за преслушување за да ги прикријат кој ги користел. Е насловот. Специјалното јавно обвинителство на денешната пресконференција соопшти дека отворила нова истрага под име Тврдина, која е поврзана со нелегалното преслушување на Управата за безбедност и контраразузнавање, односно уништување на системи за преслушување во 2015 година со цел прикривање која користел опремата за преслушување. Осомничени се двајца вработени во УБК, од кои едниот е началник на петата управа, Горан Груевски, како и тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, кои, потпомогнати од трето лице, уништиле два системи за преслушување. Ова се случувало во 2015 година, веднаш после спогодбената пресуда за Звонко Костовски во случајот Пуч. Осомничено е и четврто лице за злоупотреба на службената положба, а пето осомничената фалсификувала документи на кои им ставала датуми од 2014 година, иако тие биле од 2015 и 2016 година. Таа од претходно има 6 кривични дела поврзани со фалсификување документи. Значи, ова е таа основна вест на која се разбира следуваат и реакциите. Одиме со оние реакции кои се првично објавени на социјалните мрежи веднаш после пресод на тимот на Катица Јанева и обвинителката Ленче Ристовска. Одиме со Мухамед Зекири, уредник, новинар, кој пишува. Значи, сепак не биле странски служби началниче. Ајде, Груевски, гукни, сега да те чуеме. И тука еве еден онака хумористичен одговор од исто новинар Светлана Јовановска. Чекај, спрема соопштение. Одиме со другите реакции. Владо Апостолов, новинар на Балканската истражувачка мрежа, сега пишува: опремата била сечена, пренесувана и размонтирана. И тука Апостолов јасно алудира на оние соопштенија на владеачката партија во кои сите прислушувани разговори кои ги објавуваше СДСМ беа сечени, лепени и монтирани. Одиме со Тео Блажевски, кој вели: специјалното јавно обвинителство што туку соопшти дека Република Македонија во моментов нема современа апаратура за следење на комуникации. Лани ја уништиле смислено прислушкувачите за да не им се влезе во трагата. Битанги. И тука еден коментар, а народот ем прислушуван, ем задолжен. И за ова зборува и Владимир Петрески, кој е економски новинар, кој сега вели: еве опремата, и тука Петрески покажува еден графикон во вредност од 62,6 милиони евра, што е уништиле Јанкуловска, Мијалков и Грујовски. Тука е представен буџетот на Министерството за внатрешни работи и представен еден графикон од две набавки кои се направени во 2006 и 2007 година и каде што се прикажува плюс 62,6 милиони евра за овие две години. И тука Петрески вели дека во тие 62 милиони евра лежи и набавката за опремата која е уништена, како што вели специјалното јавно обвинителство.
а бидејќи оваа недела имаше два преса на специјалното јавно обвинителство. Во првиот беше презентиран друг случај на кој го објави обвинителката Фатиме Фетаи, тоа е случајот тортура, во кој е обвинет и поранешниот прв човек на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков за тортура и нечовечко однесување кон Љубе Бошковски за време на неговото притворење. Она што привлече доста внимание на оваа пресконференција е онаа реченица која Фатиме Фетаи ја кажа на албански јазик, па потоа голем дел од медиумите излегоа со едно насочено известување токму кон овој момент од пресконференцијата. За тие медиуми тоа беше проблематичен дел употребата на албанскиот јазик, иако обвинителката Фетаи објасни дека тоа го прави само за да допре до граѓаните албанци во државата, но дека пресконференцијата ќе ја води според уставот на литературен македонски јазик, како што кажа Фетаи. Сега за ова реагира Жанета Драјковска од Институтот за комуникацијски студии, која зборува и за денешната пресконференција и се надоврзува на случајата со Фатиме Фетаи. Трајковска исто на Фејсбук вели: додека ја гледам специјалната јавна обвинителка Ленче, си мислам, какви се ќе бидат најавите, прилозите и насловните вечерва и утре. Шу агол ќе се излече, а да, и се ми иде да кажам, уа суди и така се викам, и викам, и викам. Хаштаг тврдина. Сега Трајковска пишува за судиите. Тоа е веројатно затоа што судиите првично го одбиле барањето на специјалното јавно обвинителство за претрес во домот на началникот на петата управа и за негово приведување. Еве таа вест. Судот одбил да даде налог за претрес и притвор на Горан Груевски. Специјалното јавно обвинителство ја потврди информацијата дека се трага по лице вработено во УБК. Значи, оваа вест е објавена пред Горан Груевски да најави дека сам ќе се пријави во судот. Се ја побарало судија на претходна поставка да издаде наредба за претрес во домот на едно лице вработено во УБК. Судијата одбил да даде налог за претрес. Со оглед на тоа дека за осомничено лице постојат безбедносни причини да биде обезбеден, СЈО побара налог за притвор кој исто така беше отфрлен од судијата. СЈО потоа се обиде да го пронајде лицето за да го сослуша, но лицето веројатно добило дојави дека е барено и во моментот не може да се лоцира, изјави портпаролката на обвинителството Ленче Ристевска. И тука, значи, информацијата дека станува збор за Горан Груевски. А порталот Прес 24 овие најави, овие пресконференции на специјалното јавно обвинителство ги повторно ги окарактеризира како сензационалистички и како холивудско сценарио според Прес 24. Насловот е: Горан Груевски утрово сам се појавил во судот, специјалното јавно обвинителство повторно во Холивуд. Специјалното јавно обвинителство по политичка наредба повторно со холивудско сценарио. Прес 24 дознава дека утринава началникот на Управата за безбедност и контраразузнавање Горан Груевски сам се појавил во Основниот суд Скопје 1. Истиот немал добиено никаква покана за разговор од СЈО и покрај тоа што медиумите на Сорос и СДСМ влегоа во хистерија и цела вечер спроведуваа хајка. Токму преку тие медиуми разбрал дека го бараат и уште утринава сам се појавил во суд. Исто овакво сценарио спроведуваа и со Централниот регистар, немаше никакви пријави ниту докази за измислено уништување документи. Тогаш обвинителот и судот излегува со став дека СЈО спроведува холивудски сценарија. Тој е текст на Прес 24. Одиме со реакциите кои се однесуваат на наводната спрега помеѓу судовите и овие високи функционери кои се обвинети за криминал и оние
апсурдни ситуации кои се случуваат за познавачите во судството, судиите на осомничени за вакви тешки криминални дела да им не им одредуваат мерка притвор, ниту, како што беше кажано на пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство, прв пат да се случи во нивната пракса, судија да одбие мерка претрес во дом на осомничен. Тоа се работи за Горан Груевски, началник на петата управа. Сега Боби Илиевски на Фейсбук пишува: НГ и сега, што со началникот ке висиш на телефон, ке се јавуваш на судии, бедно, бедно. Да не испадне на крајот дека нема за тебе кој да сврти, кој да се јави. И ќе видиме уште еден пост, тој е на Драган Алчинов, кој е насловен едноставно кривосудство. Значи, обратно од правосудство. А дел од познавачите на правната проблематика и на случувањата во правниот систем, овие релации помеѓу судот и обвинителите и досегашното обвинителство на Марко Зврлевски ги нарекуваат Бермудски триаголник. Значи се работи за експертот Драган Малиновски. Еве, ова е еден од насловите на Дојче Веле на македонски јазик: опасни мини на релација СЈО суд. Значи специјално јавно обвинителство суд, и треба да се прави разлика, бидејќи има уште една кратинка СЈО, тоа е Совет на јавни обвинители, и често се прави таа грешка. Се претворали во Бермудски триаголник специјалното јавно обвинителство суд, МВР, поради обструкции и блокади од структури кои имаат интерес да го оневозможат ефектуирањето на правдата. Адвокатот Драги Малиновски стравува дека институционалниот систем е пред распаѓање и дека проблемот веќе ги надминува рамките на правното. Освен во ретки исклучоци, досега не се случило барање на редовно обвинителство да не биде прифатено од страна на судот. Но сега е повеќе од очигледно дека имаме институционален судир. Системот драматично се распаѓа. Проблемот веќе не е само правен и ги надминува рамките и на специјалното обвинителство, и на редовното обвинителство, и на судот. Се работи за жесток политички судир во рамките на правосудството, кој толку драматично ескалира, што институциите тој процес веќе не може да го издржат, со загриженост констатира Малиновски. Тој е текст на Дојче Веле. Продолжуваме со Јован Трпеновски, поранешен обвинител, кој пишува за релацијата помеѓу Советот на јавни обвинители и специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева, или како што беше напишано во медиумите, СЈО против СЈО. Еве го насловот, значи се работи за текст кој е објавен на порталот Нова. Советот на јавни обвинители не може да ја оценува Јанева. Прво за Советот. Беше спорен бројот на обвинители. После 6-месечниот извештај, па сега надлежноста врз предметите ја условуваат со нејзино присуство на седница. Како може таква одлука? Треба да се најде законско образложение. Условувањето не може да се најде во корелација и е надвор од законите. Ова не е по закон, ниту по пракса. Праксата сами ја создаваат и не може да се поврзат предметите со недоаѓањето на Јанева, вели Трпеновски. Значи, ова се однесува на оние барања на Советот на јавни обвинители, Јанева сама да дојде и да го презентира, да го објасни својот извештај, што воопшто инаку не е предвидено со законот. А владеачката ВМРО ДПМН издаде едно соопштение кое се работи, кое ја таргетира работата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Но ова соопштение излегува надвор од рамките на она директна политичка борба каква што често ја гледаме во изминатиот период. Во соопштението има директни закани за вработени внатре во Министерството за внатрешни работи, кои според ВМРО ДПМН постапуваат под директиви на Оливер Спасовски. Еве го насловот: ВМРО ДПМН
ќе направиме ревизија во секоја полициска станица, многумина ќе одговараат. Деталната ревизија на незаконското работење на послушниците на СДСМ ќе биде спроведена во централата на Министерството за внатрешни работи, во секоја полициска станица, во секој град, во секоја СВР, во секој оделение на МВР, во секој сектор на МВР, во секоја дирекција и управа на МВР. Ниту една незаконска постапка нема да помине неказнето. Во секој град, во секоја општина и во секоја полициска станица, партиските кадри на СДСМ ги потсетуваме дека нивното време истекува, стои во соопштението. И подолу има уште еден интересен дел каде што вели: македонската историја суди и подучува, ВМРО е константа која не може да се заплаши, не може да се демонтира и не може да се искорне. ВМРО ДПМН повторно ќе победи и ќе ја состави новата влада. ВМРО ДПМН се потпира на довербата на народот. И значи таа закана е потпрена врз тврдењето дека ВМРО ДПМН ќе ја состави новата влада. А на ова има одговор од Министерството за внатрешни работи, од каде што велат: МВР нервоза кај оние кои беа навикнати МВР со години да го третираат како партиска филијала. Соопштението на политичката партија ВМРО ДПМН јасно покажува дека декриминализацијата и професионализацијата што се спроведува по доаѓањето на министерот Оливер Спасовски на чело на Министерството за внатрешни работи ги направи нервозни оние кои беа навикнати МВР со години да го третираат како своја партиска филијала, се наведува во пишана реакција на МВР на денешното соопштение од ВМРО ДПМН. А Роберт Милевски, колумнист, сега пишува на Facebook за односите помеѓу судовите, целиот правосуден систем, и вели за потребата од нов договор во Пржино или од унапредување на истиот. Значи Пржино 2.0. Специјалното јавно обвинителство да може да ги застапува сите кривични постапки покренати од нив, а не само оние поврзани со преслушувањето. Формирање на специјален одел при Основниот суд Скопје 1 за сите постапки покренати од специјалното јавно обвинителство, судии на претходна постапка и кривични совети. Судиите да бидат избрани од целата територија на државата со консензус на сите политички партии. Закон во собрание за однапред одземен имунитет на сите сегашни идни функционери за обвиненија покренати против нив, а во врска со преслушувањата. Обелоденување на сите преслушувани материјали кои се од јавен интерес според препораката на Венецијанската комисија. Одложување на изборите до првата неправосилна пресуда за обвинение покрената од СЈО, а во врска со преслушувањата. Новиот судски одел ќе се потруди максимално да го забрза судскиот процес. Ајде да ве видам сега. Даме Чкатровски исто така пишува за ова. Даме е познат Facebook коментатор и вели: да сум специјалното јавно обвинителство би се размавал со кривични и за судии. Онака, нека стојат. Продолжуваме со еден текст каде што зборува адвокатот Даница Чадиева, која вели дека овие притисоци врз темот на Катица Јанева нема да престанат. Па Чадиева вели, Чадева се извинувам: допрва ќе гледаме притисоци врз Јанева и специјалното јавно обвинителство. ДПМН и ДУИ не губат време во смислување глупости на штета на правдата и владење на правото во Република Македонија, а се во обид да се спасат од кривична одговорност. Токму во таа насока се измените на Законот за кривична постапка. Измените предвидуваат пред поднесување на обвинителниот предлог, јавниот обвинител задолжително да го извести осомничениот за преземените истражни действија за прибраните докази, пошто одбраната ќе има 90 дена да преземе действија. Тоа значи дека и по завршување на истрагата, СЈО нема да може да покрене обвинение до истекот на тој рок од цели 3 месеци.
Тука Чадева зборува за оние измени кои се експресно предложени во собранието од страна на ВМРО, ДПМН и ДУИ, а со кои се бара проложување на роковите за одбраната, за обвинетите одбраната, па многумина познавачи аналитичари тоа го поврзаат директно со случајот на Катица Јанева, со незиното работење, бидејќи прашуваат зошто токму сега ВМРО, ДПМН и ДУИ се сетија на правата на осомничените и обвинетите. Одиме со професорката Тања Каракамишева, која очекувано и овој пат ја напаѓа работата на специјалното јавно обвинителство. Каракамишева вели: во недостиг на правни факти и докази, специјалкиве во понеделникот на широко и најголемо не убедуваа дека за нив бил спорен начинот на спроведување на приведувањето. Значи за нив бил спорен начинот, а не делото и преземените активности од страна на господин Бошковски. Аха, спорен ви е начинот исто кога СДСМ не убедуваа дека материјалната без формална законитост е можна и сега не е спорно делото, туку формата. По истиот СДСМовски принцип се врти трикалото, удира по глава. Па, ајде кога сакате пак со истите куршуми да видиме малку и за спорниот начин. Да ги прашам учениве специјалки дали им е познато каков е начинот на постапување на, да речеме, германската, италијанската, руската или можеби американската полиција, во случај кога имаат добиено налог за приведување нивен државјанин за кој јавното обвинителство и полицијата имаат прибавено цврсти докази дека за пари, што потоа ќе ги користи за изборни цели, државјанин влегува во преговори со странски државјани за промена на името на државата. Тоа е таа колумна на професорката Каракамишева. А во неговото ќоше Ерол Ризаов на интернет сега објавува колумна, секогаш интереса, секогаш интригантна, во негов препознатлив стил, и насловот на Ризаов е "Капетаните први рипаат од Титаник", и мислам дека со фотографијава, со оваа илустрација јасна е насоката на колумната. Тешко е да се замисли поарогантно и попанично попречување на правдата. Државниот врв под истрага на специјалното јавно обвинителство наметнува законска измена која може со месеци да ја одложува кривичната постапка. Тоа е гумата за спасување пред неминовната абдикација на владетелот и паѓање на власта. Мигот кога парламентот на врат на нос ќе изгласа ваков амин за спасување на корумпирани политичари што управуваат со државата по тужби за нерегуларни избори, практично е најголемо признание дека е нелегитимен парламентот, дека нелегитимна е владата и дека е нелегитимен целиот правен и судски систем. Тоа го пишува Ризаов. А и дел од странските амбасадори во државава велат дека се навистина изненадени од законските измени кои се носат по брза постапка, особено од измената на Уставниот суд, со која претседателот може да врши сега помилување на обвинети или на лица кои се во постапка со тешки кривични дела, и амбасадорите потсетуваат дека тие сепак се надеваат на интегритетот на претседателот и упатуваат една интересна порака и до судовите. Овој пат се работи за италијанскиот амбасадор во Македонија Ернесто Белели. Еве го насловот. Изборните измами ќе се гонат, судиите нека бидат професионални, вели Белели. И тоа е дадено за порталот Сакам да кажам на Горан Михајловски. Она што најмногу ги изненади медиумите и меѓународната заедница дефинитивно е моментот на носење на одлуката. Како и да е, и во други земји претседателот има право да помилува, но поважно е како ќе употреби таа моќ. Го почитувам објаснувањето кој го даде претседателот Иванов дека одговорно ќе го користи ова овластување, изјави Белели.
Македонија може да се потпре и на добро подготвени и професионални судии и во нивен интерес е да постапуваат на независен и професионален начин. Ќе ви го посочам примерот на мојата земја во која судиите стекнаа голема важност и моќ, благодарение на нивните ставови независни од парламентот и од владата, смета Белели. Џабер Дерала од невладината Цивил сега пишува за отчетот на ВМРО ДПМН или за отчетите кои сега рече се секојдневно ги даваат сите министри од владата. Па Дерала прашува: кога ќе биде отчетот на Гордана Јанкуловска? Вртам понатаму по радио каналите и налетувам на партиски орган Вести на Слободна Македонија Белизе и слушам како заменик министер за социјала Диме Спасов ќе дава отчет за 10 годишната работа на партијата во секторот труд и социјална политика. Прво партијата даде отчет заедно со господинот пензионер Драган, па сега веројатно ќе можеме да очекуваме вакви отчети во Рафал. Со особен интерес ќе го проследам соодветниот отчет на Гордана Јанкуловска и Милеја Некиевски, осомничени за тешки криминали и кои избегнаа притвор благодарение на партиски послушното судство. Им предлагам на Никола Груевски и компанијата да организираат и еден отчет од неговиот браточет Сашо Мијалков, се разбира. Тоа е колумната на Дерала. А освен активностите на специјалното јавно обвинителство, во изминатата недела беа интересни и случувањата кои се поврзани со Државната изборна комисија, со нивното објавување на списокот на спорни гласачи на интернет, каде што сите можеа да ги видат, и за објавување на овој список имаше несогласување натре во самата комисија. Имено представниците на СДСМ беа против ова објавување на интернет, но повторно мнозинството во комисијата представено од ВМРО ДПМН дуи на дополнето со ДПА изгласа и тој список се најде. Имаме реакции и за тоа. Одеме прво со една интересна вест, а тоа е дека кога бил проверуван списокот, Државната изборна комисија барала гласачи и на бензинска пумпа. Вработените на бензинската на Мак Петрол во населбата Автокоманда останале зачудени кога на нивната врата тропнале тројца теренски контролори од Државната изборна комисија барале жена гласач. Адресата била точна, но во тој објект не живее никој. После работното време бензинската се затвора, а објектот се води како деловен. Како гласачот се нашол во списокот заведен на таа адреса, не знаеле ниту вработените на смена, ниту представниците на Државната изборна комисија. Ете, тоа е еден од тие интересни моменти поврзани со избирачкиот список кои не престануваат да ја забавуваат јавноста, и емисијата ќе ја завршиме со еден Facebook пост на професорката Мирјана Најчевска, која меѓу другото реагира и на објавувањето на списокот на ДИК на интернет. Професорката пишува: вака да ви кажам, драги мои, кецарушите од ВМРО ДПМН начело со понављачката Бонева и незините другарчиња од партиските штабови се измотаваат со сите нас. Навистина интересно како тоа моето име и името на мојот сопруг се најде на список на македонски државјани со валидни адреси, но кои ги нема во актуелните бази со кои располагаат домашните институции последните неколку години. Кога ние двајцата живееме на иста адреса веќе 35 години, работиме и сме во списоците за вработени веќе 35 години, имаме здравствено осигурување 35 години, имаме електронски здравствени книжки и слично. Лично мислам дека ВМРО-овците манипулираат со моето име и името на други луѓе со цел да ја девалвираат работата на ДИК. А за тоа што моето име е јавно објавено заедно со лични податоци, адреса и датум на раѓање, ќе ја тужам комисијата и сите нејзини членови од прв до последен, затоа што секоја будала знае каде живеам и кога сум родена. И да ви кажам, немам намера да отварам врата на кретеноиди кои од секоја работа успеваат да направат фекалија.
Значи, еден прилично остар одговор на професорката Најчевска на сите оние случувања кои се случуваат во изминатата недела, како и на работата на Државната изборна комисија. Почитувани, со ова ја завршуваме Трета порта. Емисијата гледајте секоја среда во 19 часот и 15 минути. Нашето мото е дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. Останете со програмата на 24 вести.